Поречиси 2 години од обелоденувањето на Пуч, специјалното јавно обвинителство денеска го повлече случајот, бидејќи фактичката состојба во обвинителниот акт е спротивна со доказите со кои тие располагаат и со наудите во случаите Таргет и Тврдина. За Пуч веќе осуден поранешниот инженер во УБК Звонко Костовски, кој го призна делото и се спогоди со обвинителството. Сепак, за неговата пресуда СЈО до Врховниот суд поднесе барање за заштита на законитоста. Единствен сведок во случајот беше актуелниот лидер на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Останатите обвинети се лидерот на СДСМ Зоран Заев, Зоран Верушевски, неговата сопруга Сонја и Бранко Палифров од општина Струмица. Според PM2,5 частиците во воздухот, кои многу лесно се вдишуваат, Скопје е меѓу најзагадените градови во Европа, покажува најновата студија на Финскиот метеоролошки институт. Скопје има 2 пати повисоки концентрации на овие частици во споредба со најзагадените градови во Европа, информираше Драган Ѓорѓев од Институтот за јавно здравје. Студиите од Финскиот институт ја потврдуваат анализата на Македонскиот институт за јавно здравје дека 1300 животи се губат годишно од аерозагадувањето во Македонија, а кое најсилно влијание има кај ранливите групи. Американските новинари му упати отворено писмо на идниот претседател Доналд Трамп, во кој истакнуваат дека тој развил сериозна недоверба кон медиумите и му предочуваат што треба да очекува од нив во следните 4 години. Освен почитување на стандардите и објективно известување, тие му порачуваат дека тој на оваа функција ќе биде најмногу 8 години, а тие се од почетокот на основањето на државата. Правилата за известување ги поставуваме ние, а не вие, велат американските новинари во писмото.